што мислам дека ќе прикажа една добра игра и ќе получиме поголем резултат. Арилот Конвата има една Холандија на падот. Какви се очекувањата? Чести да се игра, има ли некој посебно задоволство против Холандија? Сигурно поголем задоволство од играњето репрезентативно нема. Мислам дека станува изгождена квалитетна репрезентација, една од најквалитетните во нашата група, не само и топовите во Европа. Мислам дека ние имаме своји адати и мислам дека можеме да ги изненадиме. Се знае ли одат твојата задача, значи се атакува ли на полото или се биде малку чека само момент? Сигурно дека треба да напаѓа. Не треба да чека да време први гол, па после да напаѓа. Мислам дека треба се една отворена игра. Мислам и дека ние добра играта на игра повеќе технички, да мислам дека ќе имаме повеќе простор во напад и мислам дека можеме да очекуваме победа. Како се чувствуваш после победата? Има закрепување така најавено во пресконференција? Да, тоа се подобро секој што да напомена вече, мислам дека ќе победа. Тоа што се однесува за играчкиот дел, малку да се спратиме на оној други, затоа што се се играат коите настапи во италијанското калчево девалација. Како е да се игра во калчево, како е да се биде еден игра со Лацио? Сигурно голема чест за мене да играм во серија. Може ли да се направи една мала така слика, значи како да се игра пред италијанската публика, како беше да се игра во македонското првенство? Сигурно може да се направи споро, много сме сега сме много далеко, да се надам дека прошлата година можеме да не до овој степен да стигнеме. Мислам дека е голема чест првата по мотивација се подржа. Задоволен си од минутажата што имаш во Лацио или тоа како се патија од клубот? Супер сум пријатен и задоволен од минутажата. Може ли да ни направиш само уште една паралела на животот во Италија и животот во Македонија, па се тоа што она фудбалерите како очекуваат тоа, значи таму е популарноста така како што е кај нас како? Да, сигурно дека популарноста таму е многу напредна нивото од знаеме дека италијаните се сакаат малку повторуваат да играат на стадион, како може да се види постаре луѓе на стадион. Мислам дека е голема И уште една нека биде посебно фудбалско прашање, да се вратам назад. Лацио имаше потежнерката за купот на УЕФА, имаше тешки противници или барем така се вели дека има тешки противници. Тука е шпанскиот Вијареал, англиска екипа, Партизан и грчка екипа. Какви се очекувањата? Зборувавте ли нешто може би таму во нападено? Па видите, мислам само сепа ние први чеше се знае како е поголемите фаворити. Мислам паднахме во една на тешките групи, што е Партизан на разположи се една искусна партијата екипа кој што се англиски Мидлсбро, шпански Вијареал. Мислам дека можеме да дадеме победа на групата и мислам дека имаме и квалитетен тим и се надеваме на така посла. Благодарам многу здравје и многу среќа за натпреварот против Холандија. Купопродажбата на фудбалскиот клуб Академија Пандев на македонската берза од хартија од вредност одигна како вистинска позитивна фудбалска бомба на денешен ден, кој мислам дека ќе остане долго време запишан во аналите на нашата фудбалска антологија кога се во прашање клубовите и промената на нивната собственост. Значи, 5. мај 2023 година газдата на Академија Пандев, нашата фудбалска икона Горан Пандев, преку македонската берза го продаде клубот, односно продаде 90% од акциите на клубот во противвредност од прилика околу 603.000 евра. Тоа се информациите објавени од нашите медиуми, со кои се експлоатира, со кои многумина сега оперираат, елаборираат и кои веројатно ќе подлежат на дополнителна анализа околу целата оваа работа. Она што е интересно, вклучувајќи го и овој фудбалски речник донесен од Мондијалот 1998 година Франција, во кој има еден мал милион зборови, нели,
со кој се опишува фудбалската игра и сето околу неа. И во самиот фудбалски речник постои терминот фудбалска берза, фудбалски акции, купопродажба, пари и така натаму и така натаму. Што е суштината, што е поентата на овој навистина бомбастичен настан? Пак длабоко сум убеден да имам долго сиви зад себе. Не сакам да се фалам самиот себе, меѓутоа имам нос да осетам дека овој настан, ова купопродажба на фудбалскиот клуб Академија навистина ќе биде раритет и долго ќе остане забележана, запишана и долго за неа ќе се прераскажува и ќе се анализира. Де факто, Горан Пандев и мудри една, би кажал, фудбалска позитивна шлаканица на сите оние фудбалски работници во Македонија, на сите фудбалски клубови кои ние ги сакаме и за кои навиваме и кои има далеку поголема традиција кога е во прашање нивното формирање, нивните резултати, нивните надпреварувања во минатото. Сега во оваа прилика не би сакал да ги набројувам сите тие, бидејќи најверојатно некога ќе испуштам од овие наши фудбалски великани распространети низ целата територија на нашата држава. Меѓутоа, потегот на Горан Пандев, потегот на овој наш фудбалски ас, на овој човек кој навистина долго време ќе остане лидер според постигнатото на фудбалскиот терен, направи една бура која треба да ги освисти сите дека во македонскиот фудбал има место за работење, дека фудбалскиот пазар во Македонија не е затворен, дека сите оние, да не речем и ние, да не си земам и јас, кои постојано лекаме и бараме некаква помош, те од општината, те од локалната самоуправа, те од некои спонзори, не знам, да ни помогнат, па тие сакаат, па не сакаат, па имале интерес, па немале интерес, па еве, години наназад, некаде од мојата анализа покажува некаде пред 2010 година, можеби 2005 година, фудбалскиот клуб Вардар несомнено најголем бренд според освоените трофеи и според името и според минатиот труд и секако според огромната армија на навивачи, не само комитети, туку и оние посериозните навивачи кои порано биле дел од комитети и навивале за Вардар пред 35-40 години и не знам колку. Секако се прашуваат што е сега поентата, што се случува. Или со други зборови за да можеме да се разбереме, да можеме да објасниме на нашата публика како фудбалскиот клуб Вардар во јануари 2010 година град Скопје ги продаде неговите акции за 81.000 евра. Значи, дојде Сергеј Самсоненко од Русија, направи легален договор со град Скопје, со собранието, го купи фудбалскиот клуб Вардар за 81.000 евра. Од тој момент па натаму, без да се навраќаме наназад, бидејќи кризата на Вардар не почнува 2014 година, почнува многу наназад, затоа во некоја друга емисија и во друга обсервација. Меѓутоа, од 2014 година па до 2023 година, значи за 8-9 години, Вардар остана сега буквално без ништо. Ако порано имам некакви простории на улица Кеј 13, таму покрај Вардар во трговскиот центар, каде што сум одел како спортски новинар уште додека работе во дневниот весник Нова Македонија, па продолжувам со канцелариите лоцирани по разни други локации во зависност кои во тоа време беа собственици. Вардар во 2021 година, 22-23 година, остана без ништо. Остана и без помошното игралиште на Вардар, кое датира некаде низ разговор со овие фудбалските великани од славните генерации на Вардар од 70-тите години со кои лично разговарав. Еве еден ќе споменам од нив, мој драг пријател Ванчо Балевски Змија, сигурно знаете за кого зборувам, се сеќава дека 58-59 година прв пат дојдел на помошното игралиште на Вардар да ги гледа вардарците, од 61 година тренира на истото тоа помошно игралиште. Поентата ми е, и тоа помошно игралиште Вардар го изгуби. Го нема ни помошното игралиште кое
кога градежна парцела се продаде на некоја фирма на електронска аукција, не знам ни како е, ни што е, беше купено за 550.000 евра и тие информации се транспарентни, ги има во јавноста. Министерството за транспорт и врски го продаде како државно земјиште. Вардар сега нема ништо. Не може да се продаде, не може да се купе, не може да се инвестира. Но да се вратиме на успешната приказка на фудбалскиот клуб Академија Пандев. Академија Пандев е формирана 2010 година, значи тоа е нецели 12-13 години, со приватни средства, со лични пари на Горан Пандев. Значи, тука постојат финансиски извештаи, секако нашите институции кои се бават со тие работи, почнувајќи од управата за јавни приходи, не знам, ревизорски куќи, сметководствени агенции, даночни институции, локални самоуправи и така натаму, сигурно си го земале својот дел и сето тоа го провериле. Овие податоци околу работењето на Академија Пандев, колку пари се вложени во тој клуб, сигурно се транспарентни, не се сега тема за дискусија, бидејќи ценам, лично моје субјективно мислење, дека се вложени повеќе од 600.000 евра, отколку што сега се продава Академија Пандев. И не е идејата, иако не сум разговарал со Горан Пандев, да го прашам, сигурно би ми кажал колку пари се вложени. Неговата идеја не е да ги поврати тие пари, него како јас гледам, можеби нецели саат-два после оваа берзанска трансакција, после ова купопродавање на Академија Пандев, е да докаже, да им удри джентлменски кажано вака, шеретски кажано на заушка на сите наши председатели на фудбалските клубови, на сите овие наши директори, на сите овие наши менаџери, дека ете може да се продаде фудбалски клуб, да се купи. Купувач на Академија Пандев е италијанска фирма. Знаеме како се вика, луѓето се легитимирани, сви ми со презиме, работат на американскиот пазар. Најверојатно има некој законски рок, не најверојатно, сигурно, некој законски рок да се уплатат парите, да поминат преку сите банкарски трансакции, да легнат на некоја сметка легална на Академија Пандев. И така натаму, и така натаму. Горан Пандев, нашиот најдобар фудбалер, останал со 10% од своите акции, најверојатно да се подготви за уште една нова, втора заушка на сите овие далеку поискусни од нив. Значи, без сега да не излезе дека го маловажувам или критикувам или подценувам, мислам, не сакам мојата конотација така да биде, на оваа позитивна фудбалска шлаканица од Горан Пандев само потврдува, само треба да им го отвори паметот, очите, умот, да ја најде честноста кај нашите фудбалски работници кои ги водат овие фудбалски клубови, дека има место за трка, дека има место за пазар, дека има место сите овие фудбалски клубови во Источна Македонија, во Западна Македонија, во Езерскиот регион, не знам каде се, успешни клубови во Скопје, значи да излезат од оваа полужава кречина, од оваа бара каде што постојано нешто испаѓаме во прво, второ коло во европските купови, се оперираме со некој буџет од 1 милион евра, 2 милиона евра годишен буџет и така натаму, и така натаму. Да завршиме од таму кај што почнавме. Од нешто, а тоа нешто бил фудбалскиот клуб Вардар, со освоено државно првенство 1949 година, тоа никој не го кажува. Вардар 1949 година во составот во кој играше Томислав Димовски Бучки, славниот фоторепортер на Скок, ми ја има кажувано приказката, во кој играл Бранко Давидовски Мајка, познат радиоспортски новинар, за жал двајцата покојни, беше младински државен првак на Југославија 1949 година. 1961 година во генерацијата на Андон Дончевски, Вардар го освоил купот на Југославија, купот на маршалот Тито во финалето против Вартекс во Белград 2:1. Да не зборам
86-87 година, каде што сите знаат дека бил шампион на Југославија. Значи пред Црвена звезда, Динамо, Партизан, Хајдук и така натаму и така натаму. Играше во купот на, тогаш беше куп, не беше Лига на шампиони, против славниот Порто. Во Скопје изгуби, играше во Порто. И по самостојувањето на македонскиот фудбал, 11 титули, неколку купови, 2 пати двојна круна, да не ги редам сите трофеи. Сега Вардар нема ни ШТО. Од нешто се направи ништо. Обратниот случај, Горан Пандев покажува на дело, со аргументи, со мозок, со стратегија, со неговиот ментор Илија Матеничаров, еден извореден фудбалски стручњак кој нека ми прости ако издадам нешто што можеби не е за јавноста, исклучиво заради здравствени причини се повлече и не продолжи својата тренерска работа. Значи не има на Горан Пандев и Илија Матеничаров. Јас сум сведок на тоа во Вијареџо 2001 година, кога бев специјален гостин на фудбалскиот клуб Беласица Гера Цунев, односно на сега покојниот председател Ванчо Таковски, лично него бев поканет и присуствувал таму за цело време на турнирот, кога Горан Пандев беше продаван на италијанскиот менаџер, седел со батеване под плинската ламба во Вијареџо. Перла дел Маре се викаше хотелот. Еве и тоа се сеќавам вака од прсти. Да се вратам на темата. Горан Пандев покажува, докажува, удари шлаканица дека од ништо, се извинувам ако упатувам некој збор, може би малку деградирачки, меѓутоа Академија Пандев била ништо во 2010 година. Сега во 2023 година е нешто. Значи од ништо направил нешто, а во конкретниот случај од нешто големо кој го објасни сега, ние направивме ни ШТО. Браво за Горан Пандев, браво за македонската берза која дозволува продолжба на фудбалски акции, браво за шлаканицата ударена на сите кои се во фудбалот. Еве ја чувствувам помалку, бидејќи јас сум бил скептик дека вакви нешта може да бидат во македонскиот фудбал. Ова е добро за сите нас. Браво Горане, само напред. Дај Боже твоите чекори да ги следат и другите клубови во Македонија.